игрите си и на некој начин виновни за оно што го правам денес. Во Македонија има неколку акредитирани центри каде што може да се земат сертификати. Снипет се создаде околу 4 месеци од како го фатив првиот клиент, кога вработуваме некој или кога го на некој начин примаме како дел од тимот, сакаме да биде лице со кое што можеме да функционираме и со кое што имаме на некој начин заеднички јазик. Најголемиот проблем беше да се најде втор клиент. Значи, наместо да се стремиме кон тоа да правиме големи компании, да вземаме големи проекти, ние се стремиме кон тоа јас да бидам газда без разлика дали ќе бидеме со 2 вработени или со 20 вработени. Значи, што и да е, јас да сум газда. Значи, кај нас е јас да успеам, комшијата не. Како да пливаш со ајкули? Многу морални вредности кои што на времето функционирале, веќе многу често не функционираат. Знаеме дека во Америка на времето постоело нешто кое што се нарекувало gentleman's deal. Моментално тоа скоро и да е невозможно, доколку направиш со некој gentleman's deal, шансите да не се одржи од едната страна се стремат кон 100%. Канцелариите на Млади Хаб Штип се наоѓаат во просториите на Центарот за култура Ацо Шопов, а служи како место за работа, вмрежување и организирање на активности. Млади Хаб Штип бесплатно им стои на располагање на младите за состаноци и средби, работилници, промотивни настани, изложби и надпревари. Фондација за развој на локалната заедница Штип е фондација на заедницата која во последните 20 години активно работи на подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, преку поттикнување на нивната иницијативност и ефективно граѓанско учество. Добре дојдовте во најновата епизода на Bizcast, подкаст кој што има за задача да креира нови генерации лидери и предприемачи. Денешен наш соговорник е Мартин Џонов од Снипет, компанија за развој на софтвери. Добре дојде. Добро вечер, Петар. Благодарам на поканата. Мило ми е што сум гостин, да можам да споделам нешто за младите. Како е да се биде за прв пат гостин на подкаст? Интересно, ќе видиме како ќе се одвива самиот подкаст, но за сега е многу ветувачки. Ајде да тргнем одма жустро. Која е твојата бизнис приказна? Од каде ти дојде до тоа да бидеш програмер? Така, мојата бизнис приказна започнува многу одамна. Мојата желба секогаш била сврзана со компјутери, значи било што и да се работи, само да е на компјутер. Имав и друга пасија која што беше кошарка, но со склоп на околности се одлучив за работи сврзани со компјутери. Некаде на 14-та година веќе почнав да учам за нешто за програмирање. Продолжив на факултет во истата бранша и веќе таму кога бев прва година, на крајот од прва година, најдов еден клиент со кој што почнавме да соработуваме. Му беше прилично задоволен како оно што го нудам. Ми побара да внесам и некои други луѓе кои што ги познавам од факултетот и тука веќе се отвори можноста да наместо тоа бидеме јас и уште неколку луѓе, тоа да биде компанија за да звучи малку посериозно. И така започнува со тоа што потоа има развој развој со други клиенти и така натаму. А како дојде до тоа да се најде првиот клиент? Така, првиот клиент го најдов на Upwork. Значи тоа е платформа која што претпоставам сите кои што работат со фриленс ја знаат. Сега дури може би да има ново име како Odesk или нешто слично, или пак беше обратно, на почеток беше Odesk, сега Upwork. Прилично има голем број на дигитални, да кажеме, работи кои што можат да се прават таму, со тоа што програмирањето и работите сврзани со софтвер се едни од најактуелните моментално. Од каде таа желба за програмирање, па и да дојдеме до тоа, потоа да се нафатиш на толку сериозна приказна до компанија? Моите родители се цел живот на компјутер, значи работат сметководство и уште од мал сум имал компјутер во домот, сум ги гледал како работат. Првично нормално започнав со играње на игри, како и секој друг млад, но потоа и настрана од игрите, односно ајде да дадеме и еден осврат на тој момент, значи игрите си и на некој начин виновни за оно што го правам денес, затоа што додека играв игри секогаш сакав да правам тимови и кога правев тимови сакав да правам и вебсайт за самиот тим, значи да го представам пред другите играчи и да бидам поразличен од другите екипи.
И тук научив нещо около HTML, около CSS, около WordPress, Joomla во тоа време исто така. И тука започнува она баш hands-on на програмирање, за тоа што има и други многу виновници за тоа што сум денес, значи ова е само една интересна идеја околу игрите, дека не секогаш игрите се лоши и дека може и да влијаат позитивно на младите. Колку време ти беше потребно за да го најдеш првиот клиент на Upwork? Па прилично мал период, може би помалку од месец дена. Реално морам да спомнам дека таму има прилично интересна среќа. Клиентот кој што го најдов или ајде тој ме најде, кога почнавме да разговараме, аз само што имав земено сертификати од Microsoft, кои што ги споделив со него, и дури кога зборувавме за рейт на моите часови, тој дури спомна како тоа не е доволно, ќе платам дури повеќе, што беше за мене многу чудно, и додека не го добив првиот прилив, кој што траеше можеби месец и пол чекање, заради тоа што во тој момент немав компанија, бев сам, па користев сервис како Skrill за да ги добиам парите, и сега тука ние како Македонија во тој момент не многу развиени како фриленс држава, имаше некои потешкоти да стаса приливот, и аз дури после месец и пол реков ова не е вистинито, но една вечер се сеќавам дека ги добив средствата и кога ги видов на сметката, бев малку запрепастен дека стварно се случи, и тоа е всушност стартот и колку време ми требаше да го најдам тој клиент. Прилично брзо, мислам дека голем удел играа сертификатите од Microsoft. А како дојде до тие сертификати? Во Македонија има неколку акредитирани центри каде што може да се земат сертификати. Јас го посетував Семос, каде што потоа и бев Microsoft Certified Trainer, 3 години предавав. Прилично добра и голема компанија, има над 300 курсеви развиено, можеби и повеќе предава и надвор од Македонија, така тоа е компанијата која што одбрав да ја посетувам за тие курсеви и потоа и во нивниот центар да ги полагам сертификатите. Ајде да не прерипаме некои животни етапи. Споменавме академија и курсеви. Така. Со кое образование си ти стекнат? Јас моментално имам докторски студии, значи завршив оваа година докторски студии, така да горе-долу го имам највисокото образование, кое што може да го имаме како формално, настрано од сите други неформални академии кои што ги имам посетувано и курсеви. Така. А како дојде до моментот да се создаде Snippet? Snippet се создаде околу 4 месеци од како го фатив првиот клиент. Значи, првиот клиент го фатив некаде во август или септември. Компанијата ја основав на 9 јануари 2015 година. Идејата беше, како што спомнав, за да звучиме посериозно пред корпоративниот свет надвор од Македонија. Секојаш е подобро кога се аплицира како компанија, а не како индивидуа. И секогаш како мал имав желба да бидам креатор и секогаш имав желба да организирам луѓе. Значи пак ќе се навратам и кај игрите, заедно со Телекабел организиравме Counter-Strike турнири значи кога сум бил 5-6 оделение. И имав желба да организирам, значи да спојувам луѓе на исто место, да правам настани кои што се сврзани со нешто сврзано со игри, нешто сврзано со програмирање и слично. И од секојаш имав таа желба на организирање и мислев дека е многу добро да искористам организирање на луѓе во компанија, и тоа беше некаков клучен момент каде што одлучив да го гонам тоа. Станува збор за CS1.6, така? Чисто да доловим за кој период? Така, Counter-Strike 1.6, значи сега не ми точно текнува која година, но негде измеѓу 2005 и 2010 година. Со колку вработени започна Snippet, а колку сега е? Snippet започна со 7 вработени. Значи Snippet 7 е и официјалното, да кажеме, име, но во последно време седмицата не ја прикажуваме, заради тоа што многу често треба да објаснуваме што значи 7. Сега моментално имаме околу 15 луѓе, заедно со сите практиканти кои што ги имаме за обучување. Функционираме малку на поразличен начин, кој што дали е добар или не,
не може да се каже, но ние сакаме луѓето кои што ги имаме во компанијата да не бидат дел од компанија, него да бидат дел од тим. Или тоа значи дека кога вработуваме некој или кога го на некој начин примаме како дел од тимот, сакаме да биде лице со кое што можеме да функционираме и со кое што имаме на некој начин заеднички јазик. Значи не е идејата да растеме и да имаме 200 луѓе кои што нема да можам со ниту еден од нив да разговарам заради тоа што нема да има време, него мал број на вработени кои што ќе се чувствуваат како на некој начин да се дома. Така, а кои услуги ги нуди компанијата? Што има до сега сработено? Компанијата всушност е компанија за развој на софтвер. Тоа е главната, да кажеме, главниот сервис кој што го нудиме. Значи развиваме кастом софтвер, односно кога дојде некој клиент и кога ќе побара, има идеја, сака реализација, ќе ни даде некои насоки, ние правиме на листа со requirements, откако ќе ги одобраме заедно со клиентот, почнуваме со изработка. Значи, работиме најчесто софтвер за сервис, тоа е еден познат концепт, односно софтвер кој што се на некој начин рента на месечно ниво. Со тоа што нашите крајни клиенти се сопственици на тој софтвер, ние го изработуваме целиот дел од дизајн, од имплементација и од деплојнување на тој софтвер во клауд, кој што може да се пристапи од страна на клиентите. Сега интересно да се спомне дека имам еден наш софтвер кој што го започнавме во 2019 година, се нарекува Humava и е софтвер за човечки ресурси. Моментално имаме неколку корисници како компании на самиот софтвер, business to business софтвер, Superior, Rafa Trans, Thermalift, во последно време и почнуваме соработка со Pantaleon, тоа е скопска компанија. Идејата ни е да го дигитализираме целиот процес за човечки ресурси во нашата држава. Има и неколку други компании во Македонија кои го прават тоа, но ова е оригинален софтвер наш кој што ние го правиме само за македонски пазар. Значи не го правиме за интернационално па да го адаптираме за Македонија, него го справиме специфично за македонски пазар. Идејата е многу компании кои што ги знам се уште прават водат математика на лист хартија или во Excel и е жално во денешно време тоа да се случува. И затоа сакаме малку да ја подигнеме свеста на луѓето и да помогнеме со таа дигитализација за да видат дека може многу лесно, доколку излезат барем малку од комфорт зоната, да добијат многу големи позитивни работи од користење на таков софтвер. А софтверот, дали секоја компанија има засебни фичерс кои што ги користи или вие го изработувате софтверот, тоа го нуди што вие сте го создали и тоа е тоа? Работиме со сите компании на отворен принцип, односно од сите компании примаме фидбек. Досега и за скоро сите компании имаме изработено посебни модули, заради тоа што тие се на некој начин генералите во војната, ајде да кажеме дека ние сме во некоја војна, на некоја битка, на некоја поле, тие се генералите и ние мораме да ги слушаме нив, затоа што тие го на крај користат софтверот. Оно што ние како компанија ќе го изработиме не значи дека се секојдневните процеси кои што компанијата која што ќе користи софтверот ги има. Така да идејата е дека слушаме фидбек, значи не секогаш имплементираме се заради тоа што некогаш нема смисла, но во голем број од случаевите она што ќе го побара компанијата го разговараме и доколку може да се аплицира за сите други компании го изработуваме на наш трошок, доколку е нешто премногу специфично само за нив, има посебен тип на договор. И некој самиот софтвер е модуларен, значи може да се користат 3 модула, 10 модула, 7 модула, кој колку ќе одбере, автоматски и самата цена зависи од тоа. А кои се најбараните фичерс од компаниите? Што ни овозможува Humava? Humava има, точно не знам сега број на фичери, ама ќе ги спомнам сите, никогаш ги немам ни бројно, бидејќи многу често додаваме нови. Најкористен модул е барање на отсуство. Значи, вработените можат да барат отсуство преку самиот софтвер. Тоа е модул каде што вработените внесуваат тип на отсуство, од кога до кога е тоа отсуство, враќање, дури можности да прикачат некој документ доколку е тоа боледување.
Потоа има неколку чекора, првиот чекор е надредениот на тој вработен да го одобри или одби отсуството и потоа HR тимот да го одобри или одби отсуството. Вториот исто користен модул после отсуството е time tracking. Идејата е дека влезот и излезот со картичка, наместо да се води во посебен систем, го синхронизираме во нашиот систем, за на крај целото тоа да се сврзи и со изработка на плата, значи модул за изработка на плата, каде што е сите отсуства и сите чекирање со самата картичка се сврзани на едно место и е многу полесно за било кој кој што ќе изработува платата. Сега дополнително имаме електронски досиеа, можност за закачување на документи, можност за генерирање на документи со иницијали од самото досие според темплети, менаџирање на реверси, менаџирање на систематски прегледи, патни налози, дури деловодник кој што можеме да дискутираме дека не е дел од HR, но се почесто самите договори за вработените се и како дел од HR, така да и тој дел го имаме изработено специфично за една компанија. Можност за споделување на новости, можност за менаџирање на настани или состаноци во самата компанија, можност за прашање, поставување на прашање до самите администратори и фаворизирање на сите тие прашања со цел самите вработени да можат да ги имат на едно место. Закачување на компании за самата компанија, на документи за самата компанија, значи можност за одредени правила, принципи и слично, кои што наместо се праќат на мејл кога некој ќе се работи, да ги има на едно место. Тренинзи, модул за тренинзи, модул за задачи. Тоа е една листа на модули кои што секојдневно ја надградуваме. Како што спомнав, имаме често конверзација со нашите клиенти, има моменти кои што со тек на време тие ги наоѓаат како проблеми или како недостатоци и ние сме тука да ги исправиме или да го подобриме самиот модул. Нормално и сите законски нормативи кои што излегуваат и се менуваат се дел од секојдневието за наша промена. И во глобала тоа се неколку фичери кои што можам да ги спомнам, кои што ги имаме моментално. А каде се Snipped има работено, во кои држави? Имаме клиент од Америка, имаме клиенти од Германија, имавме клиент од Швајцарија, имавме клиент од Канада. Така, скоро па цела Европа, Америка. Па да кажеме цела Америка, но не цела Европа. Значи, пример Германија и Швајцарија би били, може да спомнам да имавме и клиент од Австрија. И тоа прилично интересен клиент за кој што изработувавме апликација за менаџирање на настани, односно идејата беше кога некој ќе се појави како гост на одреден настан со гривна која што тие го изработува хардверо, се скенираше гривната на одредена машина и машината вадеше информации за тоа гостинот дали е алергичен, на која маса треба да седе, дали има преференции за храна и така натаму и така натаму. Дури знам дека се користеше на некои турнири во тенис, кои што беа дел од ATP листата. Како ги вади сите тие податоци, дали некој е алергичен? Кога некој од гостите ќе се зачели на настанот, ги пополнува тие информации, добива на локација хардвер, кој што е хардверот е интересна гривна, која што баш е моден детал, и на таа гривна има код кој што се потоа скенира, работи на принципот на NFC. Така, доста интересно. А како изгледа почетокот на компанија од тој ранг? Со кои потешкоти се сретна на почетокот? Како едноставно, дали финансиски потешкоти, дали менаџерски потешкоти, доаѓање до клиенти и слично? Така, значи најголемиот проблем беше да се најде втор клиент. Има некоја изрека во бизнис светот дека доколку имаш компанија со клиенти, максимум приход кој што еден клиент треба да ти го носи е 20%. И сега ние бевме во ситуација каде што еден клиент го носеше 100% од приходот. И тука бевме на некој начин блокирани, бидејќи ако тој клиент си отиде, нема пари за работените. Проблемот да го решиме не беше едноставен. Значи имаше потешкоти да се најде втор клиент, па потоа и трет, и
четврти и така натаму, за денес да имаме 5 актуелни клиенти. Нема некоја дефиниција како може некој да се справи со тоа. Значи, може да спомнеме дека треба голем напор и добро таргетирана кампања каде ќе се бараат клиентите, но ние како држава која што не сме во Европска унија, малку имаме и потешкоти во тој дел. Значи, не сите гледаат подеднакво како компанија која што се наоѓа пример во Германија. Значи, секогаш со нас комуницираат со некој мал момент на несигурност, кој што потоа нормално се менува. А како сега ги таргетирате клиентите? Како доаѓате до клиентите? Еве сега постоите 9 години. Така, сега имаме направено еден фреймворк каде што идејата ни е да таргетираме стартапи или компании кои што работат софтвер за сервис продукти. Идејата е дека ги наоѓаме нивните, да кажеме, C-level executives на LinkedIn, пишуваме некаква порака која што најчесто ја таргетираме специфично за софтверот кој што го тие работат. Значи не е корисно доколку земеме една порака и ја препратеме на сите клиенти, но доколку се добро смисли пораката и доколку се на некој начин, ајде да не кажам, ама примами клиентот со интересна порака дека ние го имаме баш решението кој што тие го бараат, знае да функционира. Воопшто не е лесно, значи не е момент каде што ќе испратам јас порака и веднаш од 100 пораки ќе добијам 10 клиенти. Сме испраќале стотици, можеби илјадници пораки, не сме добиле никаков одговор, па сме испратиле втора, па сме испратиле трета порака и така натаму, се со цел да дојдеме до некој нов клиент. Тоа е едниот начин, и другиот начин на кој што доаѓаме до нови клиенти е со постојаните клиенти кои што ги имаме. Имаат мрежа која што во некој дел од времето на некој од таа мрежа ќе му притреба некаков софтвер, па и на тој начин добиваме клиенти. Значи и вие ги имате истите потешкоти како и сите други компании кои што треба да праќаат имејлови, па дали би вратиле или не и слично. Така. А отприлика кој е рейтот на фидбек? Да речеме испраќате 100 мејлови, дали би колку од нив процентуално би вратиле? Тука претпоставувам игра улога и типот на пораката и каков е контентот на самата порака, али за добра таргет група, значи доколку стварно знаете што таргетирате, а не само да кажеме C-level без идеја, во тој случај сега ова ќе го кажам од кутура, не сме броиле точно, но некој си може би 2 до 5-6% ќе има некаков фидбек. Грото од другите пораки ќе бидат само cold порака. Проблемот е што има премногу компании во денешно време, има премногу луѓе на пример, го спомнавме за почеток LinkedIn, да продолжиме со него, значи многу луѓе кои што таргетираат исто како и што ќе таргетирате вие. Сега тука постои исто и Индија како пазар кој што е многу компетентен, дури многу по-ефтин да кажам од нас. Иако грото од нив се многу далеку од квалитетен кадар, сепак се многу голем број на луѓе и во тој неквалитетен кадар знаат да се истакнат и многу индивидуи, кои што и како може да компарираат на било каков кадар, дали од Македонија, дали од Европа, дали од Америка. Така да и тоа е еден друг момент. Се уште имаме среќа бидејќи сепак имаат различна култура, па многу често на некои од европските држави, па и Америка не ја одговара таа култура, но имаат многу голем пазар зафатен во моментот и мислам дека и ќе продолжат да се шират. А вака, бидејќи веќе 9 години Snippet функционира како што треба. Дали си за партнерство или не? Која порака би ја дал на младите? Дали е потребно да влезат во партнерство или сепак сами да го започнат бизнисот? Многу сакам да одговорам да, но мислам дека нашиот мајндсет
е многу склон кон тоа да се најде негативната страна на некој, наместо да биде обратно, да се најде позитивната страна. Неколку ситуации кои што сум ги имал на животот се биле на некој начин како индикации дека многу внимателно треба да се одбере кој ќе го земеме за партнер. Значи не велам не, но велам бидете предпазливи, доколку работиме како нација да го смениме мајндсетот, тогаш би бил со категорично да. За жал тоа е моментално мојот одговор на таа тема. Ајде да отидеме на некои помодерни теми, каде што имаме работа од дома или физичко присуство. Зашто си ти? После некое време работа од дома здосадува. Значи, доколку вие седете пред компјутер и гледате во еден зид 2-3 години и секој дневно ви се случува истата работа, доколку сами не си креирате некаква занимација, мислам дека ќе посакате да отидете во канцеларија. Сега, и двете имаат позитивни и негативни страни. Значи, позитивната страна кај работа од дома е дека нема 1 саат додека да идам на работа и 1 саат додека се вратам од работа. Можам да работам во било каква облика. Дома сум, немам притисок, немам никој над глава и слично. Но доколку нема доволна самодисциплина, работата од дома не донесува многу голем труд. И некои компании веќе го гледаат тоа, па почнуваат да ги враќаат вработените назад на работа во канцеларија. Сега па и во канцеларија е слично, значи има момент каде што да, супер е, заради тоа што сите се на едно место и може многу лесно да се дискутира околу некоја работа, но па го има и моментот каде што некојаш може да се случи час и пол, два, да има некаква шега која што некој ќе спомне, па таа шега се развие во дискусија, па ајде надвор на по еден сок или ајде надвор на по едно кафе, па кафето пременува во 1 саат конверзација, што треба да го има, нормално, значи ние не сме роботи да на работа седиме 8 часа пред компјутер, но програмирањето е малку специфична дејност која што не дозволува како во сите други индустрии сега застанувам тука, па ќе се вратам, ќе продолжам од тука. Во програмирањето сигурно има и други индустрии кои што се слични, доколку застанеш, ако немаш завршено целиот модул, пример кој што го работиш, или целата задача, е многу тешко да се вратиш на истиот момент без да потрошиш пола час или 15 минути или 45 минути. Така да би одбрал како одговор хибридно, со тоа што хибридно не мора да е на неделно ниво, значи 3 дена одам во канцеларија, 2 дена седам дома, него може да биде хибридно врз основа на потребите на самиот проект. Пример, 2 месеци работиме од дома, имаме некаков битен проект кој што треба да дискутираме, 1 седмица, 2 седмици се среќаваме во канцеларија. Да се одржува кохесијата во самиот тим. Значи, самиот спирит на тимот, духот на тимот мора да се одржува со некакви настани кои што ќе бидат во живо. И мислам дека нема правило кој е соодносот за таа хибридна работа, треба да се донесе самата компанија и самата природа на проектот. А како изгледа еден твој работен ден? Најголем дел од денот ми поминува во состаноци. Значи со горе-долу со сите клиенти мора да се одржува некаков однос, мора да се контролира самата работа, мора да се следи дали сме на време, дали не, заради тоа што има одредени договори кои што се прават со тие компании, кои што мора да се испочитуваат и тука многу често нема момент на грешка која што можеме да си ја дозволиме. Сепак, бидејќи имам многу голема пасија кон самото програмирање, се уште програмирам на дневно ниво, значи настрана од самите состаноци и менаџирање. Минимум 4 до 5 часа вложувам го нарекувам програмирање, но тука спаѓа и сите други работи околу развој на еден софтвер. Значи не само програмирање, него и сетирање на архитектура, сетирање на инфраструктура во клауд и така натаму и така натаму. А какви се можностите за програмерите во Македонија во смисла? Дали ги имаат истите можности како и останатите
програмери, дали е почетници или некое напредно ниво од соседните држави и Европа? Условите пред се дали се исти? Ке кажам тука дека ова е субјективен одговор, мислам дека не се исти. Значи, иако сега е отворен пазарот за онлайн работа, многу често кандидатите кои што ќе се од Европа ќе имаат многу поголеми привилегии од нас. Значи, многу често се случува кога ќе дискутирате со некој клиент и кога ќе кажете од која држава сте, веднаш самата цена на проектот да се намали, заради тоа што сме од држава каде што стандардот е многу помал. Но сепак се уште имаме како индустрија имаме многу големи привилегии заради тоа што се уште се исплаќаат многу големи суми на пари иако имаме мал стандард. Така да мислам дека одиме кон подобро. Мислам дека докажуваме дека не сме црна земја која што е склона само кон малверзации, заради тоа што има многу голем број на компании во Македонија. Мислам дека според некој завод за статистика пред некој месец прочитав дека има околу 10.000 IT компании во Македонија. Сега жалната работа е што просекот беше по 9 вработени на компанија. Тука е тој мајндсет кој што го спомнав преска со партнерството. Значи, наместо да се стремиме кон тоа да правиме големи компании, да вземаме големи проекти, ние се стремиме кон тоа јас да бидам газда без разлика дали ќе бидеме со 2 вработени или со 20 вработени. Значи, што и да е, јас да сум газда. Тоа е малку лош мајндсет, за жал, заради тоа што кога ќе виде странец или не мора да е странец, еве ќе кажеме клиент, кога ќе виде компанија од 200 вработени, кога ќе виде компанија од 15 вработени, многу различно се однесува. Значи веќе 200 вработени или ајде фатив така бројката, не е битно, може да е помалку, може да е повеќе. Звучи многу посериозно. Значи има многу поголем број на луѓе, има многу поголем број на експерти кои што може да се земат. Има многу поголеми услови да изработи било каков софтвер кога ќе се спореди со компанија од 15 вработени. Со тоа што не секогаш е па индикатор дека голема компанија ќе има поголемо искуство од мала компанија, заради тоа што еве ние пример Snippet работиме прилично комплексни софтвери за нашите клиенти и го имаме целото искуство кое што го има и компанија од 200 вработени. Како се доаѓа до тоа искуство? Природата на клиентите, значи сме имале, сега дали е среќа или е несреќа, не можам да кажам, но кога ги договаравме клиентите, не гледавме каков тип на проект работиме, се нафаќавме на почеток на било каков тип и двата проекта на кои што сме најаќе гори, тоа се Instinctive и Spoke, се прилично сложени проекти кои што и ние со тек на времето еволуиравме и пораснавме со нив. Не знаевме се на почеток, значи овозможија тие клиенти овозможија ние како индивидуи да се развиеме заради тоа што отворија многу врати кои што не ги ни знаевме. Тоа беа најчесто врати од аспект на безбедност на еден софтвер, кој што не научи прилично многу околу тоа како да се структурира безбедносно еден проект. Така да пак ќе спомнам, идејата е дека фативме проекти кои што не гледавме дали е мал проект или е голем проект, него бевме што и да е, да фатиме клиент, да можеме да го одржуваме, да можеме да имаме прилив и од една страна тоа беше позитивно заради тоа што сега немаме никаков страф од каков и проект да дојде. А како се мотивира тимот да не се плаши од непознато? Во овој случај, еве без искуство сме, зимаме поголем проект, како сега сите на некој начин гориме заедно? Мора да има некој на кој што ќе може да се ослонат. Значи, мора да има индивидуа или повеќе индивидуи во тимот кои што ќе може на некој начин да ги буткаат другите кон целта, заради тоа што многу често психолошки било кој може да западне кога ќе се соочи со некаков огромен проект каде што има и огромни consequences. Пример, имаме ние проект каде што има плаќање во огромни суми
во Америка и е сврзан со здравство. И сега било кој јуниор или некој кој што е, јуниор и мид, меѓу јуниор и мид, доколку нема човек кој што ќе може да го бутка и кој што ќе му дава на некој начин сапорт, многу лесно може психички да каже не, јас не сум за тука, нема да продолжам. Така да многу е битно да им помагате на луѓето, без разлика дали вие како собственик на самата компанија или како лидер или како индивидуа, некој мора да има кој што ќе им помага на другите кои што не се спремни за тоа. А што се случува кога некој нов ќе каже очигледно не сум спремен за ова псиол? Се случува и тоа. Многу често се справуваме со тој проблем со тоа што имаме луѓе кои што на некој начин ги нарекуваме дека се на бенч, или како што знаеме во тимови од спорт како на клупа, со тоа што не е правилен збор, заради тоа што тие не се на клупа, него контрибуираат у самите софтвери, но секогаш доколку имате пример потреба од 7 луѓе да работат на проект, вие имате 9 или 10. Со тоа што секогаш 1, 2, 3, зависно од тоа колку ви дозволуваат финансиите, ги имате секој момент на испомош. Не се многу често случува да некој се откаже заради тешкоти околу самата работа. Почесто се случува да луѓето сакат да променат да работат на некој друг проект, да сменат некоја работна средина. Програмирањето е динамична работа, значи самиот развој на софтвер е динамична работа и излегуваат нови технологии, излегуваат нови принципи. Големите софтвери, за жал или не за жал, ние како компанија работиме големи софтвери и таму не е многу можно да менуваме ние технологија с која ќе излезе нешто ново. Така да некогаш се случува и повеќе време се работи на некоја технологија која што не е најактуелна во тој момент, па некој кој што е повеќе склон кон research, сака да го смене тоа, да отиде во друга компанија, да проба новата технологија која што е излезена. Така да и таму има неколку челенџи со кои што се соочуваме, но на крај, како што спомнав, доколку имате луѓе кои што секогаш ќе припомагаат од страна и ги чувате како, да не кажам replacement, можете да го решите проблемот да некој ако си отиде, не ви трпи самата работа. Во која насока одат моменталните побарувања на пазарот? Дали тоа е вештачка интелигенција, обични софтвери без вештачка интелигенција? Моментално, да, многу е бум вештачката интелигенција. Има преголем број на проекти кои што на некој начин користат вештачка интелигенција, со тоа што треба да имаме на ум дека ако сврзиме некакво API од ChatGPT или од OpenAI, тоа не значи автоматски дека ние имаме софтвер со вештачка интелигенција. Сега тука и не би сакал да говорам околу тоа, али тој збор вештачка интелигенција не можам да кажам со сигурност дека вештачка интелигенција се уште постои. Но може би некој има кој што нема се сложи, така да нема да навлегувам во тој момент, али тоа е моментално најголемиот дел од пазарот, најголемиот дел од проектите на кои што се работи. До пред некое време беше моментот со блокчейн технологијата. Не е дека е замрен тој дел, но мислам дека зеде премногу замав, а некаде не успеа да го достигне тоа кое што го имаше замислено да го достигне. Така да се уште има одредени проекти кои што се прават на блокчейн, но моментално мислам дека е фокусот на AI. А дали фиатот ќе биде заменет од криптото? Физичките пари? За жал, немам ништо слично и блиско со економија, така да тоа е прашање за некој кој што работи со економија или економист, заради тоа што мојот одговор може да биде базиран на техничката имплементација и да дадам технички одговор. Од твоја страна. Така. Блокчейн како концепт, значи за оние кои што прв пат го слушаат, е на некој начин peer-to-peer база, кој што како концепт постоел многу одамна. Значи
секој кој што учил мрежи на факултет може да го види тој момент со peer-to-peer. Дури и сите како мали сме користеле и торенти за даунлодирање, па сме користели BeerShare апликација за слушање на музика, каде што и двете апликации, двата концепта работеа на peer-to-peer. Така да блокчейн како концепт не е ново, ново е во моментот на плаќање. Има потенцијал со тоа што има многу дискусии сега околу тоа дека троши премногу енергија и дека станува на некој начин загадувач, но пак не сум толку многу компетентен да говорам околу екологија и слично. Мислам дека е ветувачки моментот да има децентрализирана база за плаќање, со тоа што нема да може да се контролира од една институција или од две институции, значи ќе биде баш децентрализирано и ќе има помал број на малврезации, ама останува да видиме дали ќе биде заменет. Тука мислам дека одлуката не е ниту на луѓето, ниту на оние кои што технички го имплементираат. Тука мислам дека има многу поголема игра во позадина на тоа кој ќе одлучи дали ќе биде фиат или ќе биде во иднина нешто на блокчейн. Сега и да го разделам тој момент, значи крипто и блокчейн многу често знаат да се помешат како термини. Блокчейн е технологија, а крипто е дигитална форма на пари. Така да имаме на увид дека блокчейн може да продолжи како технологија да се користи не само за платежно средство и за платежни продукти, него може да се користи и пример во чейн и логистикс индустријата. А како некој кој што има свој бизнис и еве веќе на некој начин и помодарство да се дискутира тоа, дали би инвестирал во крипто со оглед на тоа дека најавуваат нов бул маркет или во берза? Јас лично инвестирам во берза, дури на македонска берза, настрана или од странски берзи. Ние до пред неколку години немавме можност, односно не беше легално да имаме хартија од вредност во странство, но за среќа тој закон се промени. Така да јас моментално инвестирам во берза, во македонска и во странски берзи. Причината е заради тоа што крипто продуктите и блокчейн продуктите кои што излегува во еден момент ми наликуваа многу на момент каде што било кој на светот со еден white paper кој што ќе го прикаже пред народот успева да земе огромна сума на пари. Многу од тие луѓе кои што ги правеа продуктите не ни беа спремни на таков залак. Значи не ни има идеја што се случува. Идејата беше само имам добра идеја, ќе ја ставам сега на блокчейн или ќе направам нова крипто валута и тоа е тоа. Не беше регулирано како може одреден продукт да успее и да профункционира. Потоа воведоа некои регулативи како Know Your Customer, Anti-Terrorism Funding, Counter-Terrorism Funding, Anti-Money Laundering и слично, кои што почнаа да валидираат отприлика продукти како ќе се движе плаќањето и сумите кои што ќе транзитираат низ тие продукти, но сепак мислам дека многу од продуктите идејата беше да се земат голем број на пари, го искористија на некој начин блокчейн и криптото како краудсорсинг механизам, но за жал не за позитивни цели. Значи, доколку отворите пример CoinMarketCap, може да видите еден куп криптовалути и продукти кои што многу од нив не ни држат вода, ги има милион, многу од нив се достигнали и милион во MarketCap и немаат направено ништо, така да не дека не се случува исто и со компаниите на берза, но сепак кај компаниите има институции, има држави кои што тоа го регулираат. Тука нема доволно силни во моментот, мислам, регулативи за да можам да се чувствувам безбедно да инвестирам во нив. А што им фали на младите да соберат храброст или да научат нешто за да создадат свој бизнис? Кој е твоето видување? Ни фали добра бизнис клима
Значи во Македонија се уште има компании кои што се во некоја комфорт зона, кој што не ги напаѓаме, нели, но сепак мора во некој момент да мрднат кон дигитализација. Еве сега зборувам од мој момент на IT индустрија и на софтвер. Значи таа бизнис клима е премногу ладна. Значи многу ретко може да се дојде и да се дискутира со луѓе, со инвеститори, да на некој начин помогнат во изработка на некој проект или да влијат или барем да го изнесат продуктот надвор кон компаниите кои што ги имаат. Многу сме затворени за дискусија, значи дури и знам многу од луѓето кои што ги познав како програмери на времето, секоја чест на тие кои што помагаа, но имаше многу кои што своето знаење не сакаа да го споделат со цел да не стане Петар подобар од мене и да ми ја, нели, на крај превземе работата. Многу мал број на хабови имаме, еве сега денес сме во еден таков хаб, но бројот на такви хабови врз основа на тоа колку имаме млади во државата е премногу мал. Немаме менторство. Значи во Македонија скоро е и невозможно да стасаш до некој ментор кој што отворено ќе ти каже what next. Значи сакам да основам фирма, кои се проблемите. Да, постојат сметководители и правници кои што легално ќе ти овозможат како да се отвори некоја фирма, но во самиот домеин нема многу ментори. И тоа е многу жално. А за каков тип на образование си ти? Дали е потребно младите да се фокусираат на формално или неформално образование или две во едно? Јас ги имам двете во едно. Неформалното образование е малку фест трак, значи брза трака, каде што многу работи кои што се учат во формално образование ќе ни ги прикаже во 9 месеца, во 6 месеца, во 3 месеца, значи во неколку курсеви. Сега, формалното образование од друга страна па има други бенефиции. Најбитно од се според мене во формалното образование се конекциите. Значи, на било кој факултет да отидете, првично нешто кое што ја би советувал е да креирате конекции. Значи, конекциите се во животот. Не знаете утре каде ќе се најдете, со кого ќе се најдете, кој ќе може да ви помогне. И втора работа е факултетот или самиот збор образование, без разлика дали е формално или неформално, е различен од зборот пракса. Може би пракса не е најлитературниот збор, но сите знаеме што е пракса. Значи, образование е да се научи концептот, да се даде основата, да се запознае оне кој што го посетува со дадениот проблем, додека пракса е она кое што му помага на таа индивидуа да работи на реален проект и да дојде до знаење, да се на некој начин збогати со искуство во таа сфера. Така би ги поделил на дали само пракса или само образование или двете, и таму би кажал и двете, заради тоа што сите кои што на некој начин контрибуираат во образованието, односно посетуваат образование, мора да имаат на ум дека во образованието треба да сватат дека образованието дава насока на како нешто да се размислува и како нешто да се пристапува. Образованието не е должно да ја даде праксата во целост и да на крај излезе од тоа образование готов кадар. Праксата е неминовна, која што многу од различните компании веќе, односно факултети, ја нудат и ја бараат настрана, но еве еден банален пример. Како кошаркар, кога ќе отидете на прв тренинг и кога тренерот ќе ви покаже двочекор, неговата работа е завршена. Може и да ве фати еднаш за рака и со вас да го направи двочекорот и тука тоа завршува. Но вие после тоа нема да знаете да направите двочекор. Значи вас ќе ви треба месеци, денови, години вежбање за да правите на некој начин перфектен двочекор. Исто е и во секоја друга индустрија. Значи, образование ја дава основата, пракса го дава искуството, тие две одат заедно. Да, може
да се случи некој да успее со едното без другото, но на крај полесно ќе му биде на тој кој што ги има и двете, заради тоа што праксата е момент каде што вие ќе знаете да се справите, ама образованието па ви дава идеја за големата слика. Значи не само што ќе се справам, него зошто е тоа така, па може и некаде ќе можам нешто да подобрам. А како да постигнеме цело време да сме мотивирани, консистентни у нешто, да не престануваме, да не менуваме професии, денес сум програмер, утре ќе бидам маркетер, па ќе бидам фудбалер. Не сум компетентен да дадам одговор на тоа, заради тоа што тука има во позадина нели психологија и луѓе кои што се бават со тоа, така да они би го имале поточниот одговор, но еве доколку мене некој ме праша како јас се мотивирам, битно е да најдете работа која што на крај од денот нема да ви приредува стрес. Значи оној момент на јас многу сакам да сум програмер или јас многу сакам да сум економист. Доколку после одредено време почнува да ви внесува стрес, единствена водилка која што ќе ве води да не ја оставите таа работа може да бидат финансии и ништо друго. Значи или големи финансии па да се на некој начин залажувате околу тоа, или да немате стрес. Инаку после одреден број на години што и да работите станува монотоно. Значи во некои индустрии тоа ќе се 5 години, во други индустрии тоа ќе се 10 години, но сепак на крај станува досадно. Доколку немате стрес, тоа е прилично добра водилка да останете со таа работа или со тој проект. И сега околу тоа како да се мотивирате, јас се мотивирам со моментот дека на крајот денот сум креатор, односно креирам нешто кое што на другите им помага, дали директно или индиректно. Тоа мене ме исполнува и секогаш ме исполнувало. Значи првиот момент кој што каде што се почувствував дека сакам да го правам тоа корпоративно беше кога направив една веб страна каде што во позадина стоеше моето име. Ја користеа корисници и тоа за мене беше исполнување. И денес го имам во главата како мотиватор да продолжам да креирам. Значи идејата е дека нешто креирам кој што го користат луѓето и на кој што има возможува или полесно да завршат нешто или да добијат повеќе и така натаму и така. А кој е патот кој што треба да го изоди секој еден програмер? Дали од програмски јазици кои што треба да ги изучува, да се искреши едноставно? Патот може да биде или многу трнлив, или па многу рамен. Тука ќе спомнам дека нема некоја дефиниција по тоа како некој може да успее на наедноставен начин. Значи многу зависи да се одлучи на тоа што ќе го работи, да се вложи максимум во тој момент. Сега под максимум не подразбираме дека некој треба да биде 16 часови и само 8 часови да му останат за спиење, но кога ќе се фокусира на тоа што го прави, да биде фокусиран само за тоа. Тоа значи да нема момент каде што јас сега работам на некој проект, па ми звони некој телефон, па ајде сега ќе излезам да пијам кафе или ќе излезам да прошетам. Да, тие сите работи треба да се делат секојдневието, но не во моментите кога вие нешто учите. Патот за програмер би бил некакво образование. Значи сега по можност ако може и формално и неформално, тоа е супер, но некој доколку сега има 35 години сака да започне со програмирање, нема да биде едноставно нели да посетува формално образование, така да може да успее само со неформално. Ќе има повеќе потешкоти нормално, заради тоа што доколку имал такво формално образование, многу од работите ќе му бидат познати, ќе му биде многу полесно, но сепак не треба да биде на некој начин блокажа. Јас како тренер во Семос имав луѓе кои што беа во скроз различни индустрии кои што никако не се поврзани со IT, но со голема желба и голем напор успеа да ги совладат сите пречки, со тоа што им требаше повеќе време од колку тие кои што има барем некакво презнање, но сепак не е блокажа тој момент.
А што ни фали нам како менталитет за успех? Дали сме запрепастени од финансиските можности во државата? Дали нешто друго не мачи како млади луѓе? Не сум живеел конзистентно во некоја друга држава, за да можам да направам пример споредба. Сум посетувал различни држави каде што сум се задржувал месец дена, 2 месеца, 2 недели, но тоа не е доволно да можеме да кажеме дека во таа и таа држава е подобро отколку кај нас или па обратно. Така да најкомпетентен одговор е да каже некој кој што живеел пример пола од својот живот на едно место, пола кај нас. Од мајндсет, да речеме, дали во останатите држави младите имаат попозитивен мајндсет, клизачи одат на се, така кажано. Буквално, ајде ќе пробаме. Дали имаат поголема самодоверба, дали овде самото општество ни наметнува да имаме помалку самодоверба, да веруваме самите во себе. Па да, може да се каже дека кај нас луѓето имаат помала самодоверба отколку младите во другите држави, заради тоа што кај нас премногу работи во самиот систем на многу ниски нивоа не функционираат како би требале тие да функционираат, така да младите се некојаш многу често приморани да се справуваат и со тие проблеми кои што реално не би требало се проблеми. Тоа е една работа која што е различна со сигурност од другите држави, заради тоа што од тој аспект можам да споделам искуство. Друг момент кој што влијае, исто го спомнав и преска, е дека не сме дел од Европската унија. Значи, моментално било каков тип на соработка да треба да се направи со било која компанија, збором сега надвор од IT индустрија, има многу процеси кои што треба да ги избуткаме. Дали ќе биде подобро доколку влеземе во Европска унија е многу тешко прашање, политичко, и таму не би дискутирал ништо, но мислам дека барем за соработка со други држави, со други клиенти би било подобро. Пак на крај дали ќе биде подобро за цела нација, тоа ќе оставам самите политичари и народот да го решава. Пак исто ќе спомнам што веќе спомнав, бизнис климата и менторството кај нас како мајндсет го нема. Значи кај нас е јас да успеам, комшијата не, што е многу жално заради тоа што има за секој. За некој повеќе, за некој помалку, но на крај има за секој. Значи татко ми секогаш вели светот е една пита. Доколку јас ја изедам пола од питата, за другите 7 или не знам колку моментално милиарди сме на светот, останува уште пола пита. Е сега тука е проблемот дека многу од нас често знаеме да се полакомиме кон пола пита или кон 3/4 од питата, или па дори некогаш и сакаме да ја земеме целата пита и на крајот денот ќе сватиме дека уствари не ни е ни потребна, заради тоа што барем сега за сега имаме сознание дека животот е еден, барем јас така имам сознание, и тие години кои што ги живееме, дали ќе се 20, 50, 70, 100, ги живееме, и тоа дали ќе имаме цела пита или пола пита, на крај нема да влијае кога ќе не нема. Што е тоа што би сакал да го знаеш порано, на почетокот на бизнисот, а не си го знаел? Има една интересна случка околу тоа. Значи, уште пред да почнам со бизнис, значи кога бев само ученик во гимназија, посетував некои интересни настани во Скопје, бидејќи кај нас скоро се е во Скопје. И се сеќавам дека името на настанот беше како да пливаш со ајкули. Јас тинејџер, тогаш одев, вежбав, бев активен спортист и влегувам на настан со корпоративни луѓе, сите во сакоа, сите во костими, јас влегувам во тренерки со ранец за вежбање. И жената која што беше хостеса на настанот дури и беше жаллива околу мене за тоа дали сум некаде залутал, и таа ме прашува дали можам да ви помогнам некако.
Јас викам, дали ова настан од како да пливаш сајколи. И таа беше како изненадена, дали си имате пријавено, и јас покажав инвајт. Супер, седнете каде сакате, и така остани таа во шок. И таму научив многу работи, дека луѓето во бизнисот многу често знаат да бидат, сега простете на изразот може би не е прав, но ладнокрвни. Значи многу често знаат да газат преку се, само така, сурови може би по-добар збор, за да стигнат до некаков резултат. Така да, јас слушнав пред да почнам како е да се плива со ајкули, но сепак како дете, бидејќи кога почнав компанијата имав 21 година, сепак сум бил дете, имав некој розов свет. Имав некое сознание дека светот не е толку црн колку што навистина е, и мислев дека на крајот денот има добри луѓе кои што некојаш ќе сакаат да помогнат, некојаш ќе ти дадат и ќе ти пружат помош без да бараат од тебе. И такви луѓе со секоја чест на исклучоци постојат, но во бизнис светот и во корпоративниот свет тоа е многу ретко. Дури и да кажеме скоро невозможно или непостоечко. Да. А колку е битен моралот во бизнисот? Бидејќи знаеме, некогаш имаме лојална или нелојална конкуренција. Многу почесто е нелојална, отколку што е лојална. Барем јас сум тип на човек кој што ако некогаш во фер игри изгуби, ќе си подадам рака и ќе седнам да направам анализа каде сум грешил и што сум сгрешил. Но за жал многу почесто и се почесто е нелојална таа конкуренција. Многу морални вредности кои што на времето функционирале, веќе многу често не функционираат. Значи дури знаеме дека во Америка на времето постоело нешто кое што се нарекувало gentleman's deal. Моментално тоа скоро и да е невозможно, доколку направиш со некој gentleman's deal, шансите да не се одржи од едната страна се стремат кон 100%. Така да тоа е моето видување на тоа прашање. А што ни дозволува дигиталното време? Кои аспекти од животот ни ги олеснува, кои ни ги отежнува? Бидејќи ти си програмер кој што буквално е во жарот на дигиталното време. Така, дигиталното време носи и позитивни и негативни страни. Значи, за жал, многу често, како и во сите други индустрии, кога нешто се развива, најпрво се развива за лоши цели, па потоа за добри. Сега дигиталното време ние како народ би требало да го искористиме најдоброто од него, а тоа е можноста за некои работи да ги правиме на поедноставни начини, за да си олесниме онаа репетитивна механичка работа. Тука не е идејата да се уништат професии, да се уништат работни места, него идејата е луѓето кои што прават одредена физичка работа да можат интелектуално да контрибуираат во самото општество. Наместо да мрдам цел ден една чаша од едно на друго место и после 20 години да се чувствувам како неук или како неинтелигентен, тоа да го прави за мене некоја машина, ова е специфичен пример, а јас како индивидуал кој што сум го правил тоа да можам да се насочам кон тоа да допринесувам на некаков друг интелектуален начин. Заради тоа што секоја индивидуа има некакви позитивни страни кои што другите ги немаат. Само треба да се пронајди тој момент. Дали се едуцираш со некоја литература или сепак преферираш некои академии, подкасти и слично? Микс од се. Има добри книги, има добри подкасти, има добри академии, но мислам дека доколку сите тие три, да кажеме, извори се спојат во едно, мислам дека така се добива најдобар прогрес. Еве малку и да пообјаснам околу тоа. Значи книгите те малку тргаат од екран, па имаш моменти да фантазираш околу тоа што го читаш, па тука многу често може да ти дојдат идеи кои што инаку не би ти дошле. Самите академии ти даваат баш експириенс од некој кој што го има пројдено тој пат
па тука добиваш премногу битен момент да знаеш како да се со нешто соочиш и мислам дека спомна уште еден момент, дали тоа беше подкасти или спомнавме книги, спомнавме академии и мислам дека спомна уште нешто моментално го заборев. Подкасти. Така, Дали се едуцираш и преку подкасти? Да, и тоа е интересен момент, значи имам добри подкасти каде што гостуваат луѓе кои што стварно нешто споделуваат и од таму можат да се научат некои tips and tricks. Значи подкастите се прилично ги ценам за моментот на надвор од самата индустрија, како да се снајдеш или како да се соочиш со нешто кое што се немаш соочено претходно. Што ќе им порачате на оние кои што сакаат да создадат свој бизнис, да направат нешто свое или, например, да научат нешто ново, па макар и во вашата професија? Сега тука ќе биде интересно да смислиме некој одговор кој што нема да е клише, тоа е прилично тешко на ова прашање. Би спомнал, односно би одговорил со следниот одговор. Луѓето треба да пробаат да стекнат експертиза во одреден домен, заради тоа што за да можеш да водиш компанија, збореме според стандарди, збореме да биде се по 50 како што ние викаме, мора да ги знаеш сите моменти. Значи од тоа како да поставиш една маса, па се до самиот домен. Значи би советувал да се стекне експертиза во самата работа во која што сакате да, пример, постанете лидер, за да можете утре кога во било кој момент имате проблем и каде што некој нема да може да го изработи тоа, вие да бидете тој кој што ќе влезе, кој што ќе го реши проблемот и кој што ќе им даде на сите други мотивација дека вие сте тука, дека вие сте позади нив и дека им давате поддршка. Тоа е, мислам, најбитниот момент кој што треба секој кој што сака да започне бизнис да го има. Има многу бизниси кои што успеваат и каде што оној кој што ја води компанијата знае само, пример, 20% од бизнисот или 30% од бизнисот, но за да бидете на safe side и да бидете на некој начин invulnerable, би требало да имате целата експертиза или, ајде да кажеме, што е можно поголема експертиза околу тој домен. Перфектна одјава на овој подкаст. Благодарам за гостувањето, а вие останете и продолжите да гледате Пискаст.